принципиелно, ние како советничка група завзедовме став дека овој предлог исто така нема да го поддржиме и тоа треба да представува порака и за службите во урбанизам и за инвеститорите во Охрид дека ерата на доцртување, подкусурување, правење шеми секакви заврши и планот ќе се остави таков каков што беше, со наше нападствие да се остави 5+3 плюс подкрови. Охрид е де факто под мораториум на градба. Ние како советование прва одлука за носење на некаков план. Значи тоа фактички сега нацрт детален урбанистички план, не е ни план. Значи после усвојување на нацртот следува други процедури на јавна анкета и други законски и правни лекови кои што граѓаните и службите може да интервенираат во истиот план, па тек после следува носење на план. Значи во ситуација кога една година ние немаме донесено никаков план во Охрид, рачунајте дека Охрид де факто е под мораториум за градба. Што се однесува до конкретниот случај, значи тоа е стар опфат на кој што веќе ево е задна совдека зграда, изградена е со локална планска иницијатива даена од претходни локални власти, 5 спрата плюс подкрови. Напред, што се објекти кај што е бизнис кафе и Димитар Влахов улицава, тука се приземје 3 подкрови. И сега ние се наоѓаме во ситуација кога на еден инвеститор или собственик на парцела му овозможуваме да изгради 5 спрата и подкрови, другиот го хендикепираме со 3 спрата, а новиве 2 маркици што се позади и се настрана од улица, не сметаат никому, и си се запазени сите урбанистички, да речам, законски начела на проектирање, Х3 и сетото, нив подаваме приземје 3 спрата и подкрови. Значи не се некои високи објекти овие сега што ги цртаме, што ги имаме за гласање во нацртов, меѓутоа,